за песните кои што ги творам, што ми е многу драго, што ете тие ги прифаќаат како такви, иако има и дел од оние кои што на некој начин го сакаат турбо фолкот или поомилени им се песни од нашиот северен или источен сосед, а своето го потценуваат. За жал тоа е така. Меѓутоа има и млади генерации кои што ја сакаат, ја негуваат македонската песна и велат дека за ништо не би ја промениле. Сега во период сме на едни предвремени избори, во такво време сме, што повеќе се бара, Гемиджи или Александар Македонски, чии песни се бараат, дали веќе ве ангажираат политичките партии? Не, ниту ме ангажират, ниту ме ангажирале до сега. Значи, јас не сум настапувал на предизборни митинзи, не сум настапувал по кафеани, не сум настапувал по свадби, бидејќи мене музиката ми е, да речем, професионално хоби. Моите обврски се на друго место, така што музиката ја работам од љубов, а не од комерцијални причини, што значи дека не ме интересираат кафеански настапи, ниту настапи по дискотеки. Единствено место на кое што сум настапувал се фестивалите и одбележување на одредени настани во облик на свечени академии. Ни достигаат родолюбивите песни токму на овие предизборни програми и настапи? Не се анимираат така повеќе луѓето, затоа што токму името, токму Александар Македонски, токму целата историја за која што сме многу кривки во последно време е она што ја подига масата. Па искрено да ви кажам, не сум ги следел предизборните митинзи од аспект на музички настап на одредени пејачи, естрадни уметници, мои колеги и така натаму. Меѓутоа зависи која политичка партија. Секоја политичка партија нема и ист музички вкус, што значи дека и нивните политички настапи ги прилагодуваат, односно настапите на музичките звезди согласно сопствените политички програми. Мислам дека воопшто не е ниту проблем, ниту штета одредена политичка партија да ангажира пејачи каде што ќе се покрене помалку не националистичкото чувство, туку љубовта кон родната земја, кон татковината, бидејќи велат дека ако бидеме обединети, многу полесно ќе ги постигнеме резултатите, а песната е таа која што обединува заедно со црквата, низ историјата го крепела македонецот и постигнувала поголема повеќе биле обединети во смисла на зачувување на духот, идентитетот, јазикот, културата, традицијата и така натаму. Во време во кое се бараме себе си, бараме помала или пак поголема логична поврзаност на се она што ни се пласира, станува многу сензитивно прашањето за потеклото, но не на видовите, туку на себе си, на своите корени, на архитектурата која ја гледаме низ помалите и поголеми паланки. Едноставно, прашањето за нашето постоење. А прашањето за името и идентитетот е ставено на повеќе маси. На некои за дискусија и разумен компромис, а на други за тужби, жалби и поплаки, но на некои за песна. Скоро 2 децении од кога е отворено прашањето во Обединетите нации и 3 години од кога државата Македонија ја тужи Грција за прекршување на привремената спогодба. Имиња, презимиња, идентитет, јазик. Долгогодинешниот олеснувач во преговорите лицитираше со милион предлози. Секако, централна оска е Македонија, а околу името кружат разни дообјаснувања. Горна, долна, северна, славомакедонска, Скопје со цртичка или во заграда. Или ние не ги бендисуваме, или пак тие не ги бендисуваат имињата, или пак деталите кои што одат со нив, како што идентитетот. Но не ги бендисуваат и граѓаните и естрадните уметници. Државниот врв вели дека секој име кој ќе го бендиса, ќе мора граѓаните на референдум дополнително да се изјаснат. Но еве како се рефлектираше дводецениската голгота на релација Скопје-Атина Њујорк. Денеска забранетата љубов е демоде, а идентитетот и прашањето за името се инспирација. Ви предлагам да слушнеме дел од тематските родолюбиви песни токму по ова прашање, отпеани на Гоцефест. Уживајте во следните минути. Како еден сите велиме, не можеме ние име да смениме. Од Библија за нас светот зборува промената. Господ не ја дозволува.
Македонија. Северна, јужна и источна, древна земја исконска. Северна, јужна и западна, една е Македонија. Северна, јужна и источна, од Божја рака сочувана. Северна, јужна и западна, ке остане Македонија. А на пазар знам, име не се продава, ниту јазик, ниту нација. Нема таков срам за себе да постави ниту една генерација. Каква северна, северот да ги однесе, уđу далеку, што подалеку ги облече. Каква горна, горниот да им пресуди, ова секогаш било една Македонија. Низ интерпретациите токму на манифестациите на кои се возвишува љубовта кон татковината или пак каде се опева судбината на некој од историските личности, во време во кое се бараме себеси и своите корени, станува премногу сензитивно играњето со национални чувства, па дури и во песните. Но освен што се повикува на национално освестување во дел од македонските песни, се повикува и на така наречено популарно колнење и величање на прељубата. Žena ke ti sotram, dečinja ke čuvam, večno tvoja ke bidam. Мислам со тоа што ради популизам што се употребуваат тие работи, тие текстови во песните, тоа делува за мене вулгарно. Тоа може да се направи, да. Меѓутоа тоа да биде на еден естетиката да биде сочувана. Не можете вие се и се што да ставате во песна. А имам впечаток дека се надпреваруваат што повеќе да се стави актуелното живење во песните. Видете, тоа се прави за некој, ми велат, ама тоа сакаат нашите иселеници. Не е точно. Не е точно, извинете. Нашите иселеници сепак имаат ниво. И не можат се да прифатат. Меѓутоа, ние тоа го правиме и тој кич, тоа е страшна работа. Јас сум згрозена, да ви кажам. Прво бев згрозена од српскиот фолк. Тоа беше страшно. Никогаш не сум ги слушала. И тука во доаѓа, имавме колеги задолжени што тоа го пратеа, ќе дојдат и ќе се смеевме другиот ден на тоа. Меѓутоа, ова сега што се прави на толку убави народни песни, изворни народни песни, па мислам, ние сега да вулгаризираме нешто. Како да сакаат да го достигнат нивото на оние текстови на македонските народни текстови во фолк естрадата, меѓутоа се согласувам дека не им успева. Не. Јас да ви кажам право и за забавната, и за за забавната музика, сега неодамна гледавме нели Скопје, а за Евровизија, да ви кажам право, нема текстови. Текст да се напише за песна. Па знаете што на времето врвни поети пишувале текстови за песни. И тоа се останало. И сега да се по секоја цена да се напише и еден рефрен да се повторува и тоа ништо не значи рефренот. Затоа имаме евергрини кои што секој млад човек ги знае. Видете, видете се, не знам дали некој не седнал да се запраша зошто евергрините се толку слушани.
Значи има зошто. Во недостаток на нешто поубаво се слушаат евергрините. И пак ќе се вратам на Италија. Пуштате еднаш рајон, ќе ги видите Адриано Челентано, Албано, ќе ги видите тие се уште присутни на сцената. Со гласови нормално фантастични, со своја публика. На еден концерт бев на Албано, ја вака застанав, не можев да верувам. Мислам, фантастичен концерт. И сите се тие уште присутни во живењето, кај нас ги нема. Кај нас имаме нова естрада, која што ќе ја снема веројатно за 3-4 години, се појавуваат други млади и други млади. Тешко кој е останал кај нас да обстои. Со година имаме пеачите какви. И ако не земете вие да се нарачате кај некој навистина што знае да пишува текст и да го пеете тоа, ние одиме и се наситуваме на баладите на Ѓорđe Балашевиќ. Епа, зашто кај нас тоа го нема? Зашто тие шансони ги нема? На времето ги имаше. Ние израснавме со нив. Советот за радиодифузија, под чија надлежност се содржините кои се емитуваат, велат дека досега реагирале на песни кои ги подгреваат националистичките чувства и оние кои што поттикнуваат омраза. Советот за радиодифузија е надлежен за прашањето или проблемот на говорот на омраза во медиумите, во сферата на електронските медиуми. Но практиката говори дека во Македонија не сме забележале класичен говор на омраза во музичките спотови. Нашите музички уметници, генерално кажано, не посегнуваат кон ваков начин на уметничко изразување преку говор на омраза. Се сеќавам дека сме реагирале во 2006 година за еден спот од странска продукција кој се емитуваше во Македонија. Овој спот конкретно содржаше одредени елементи на говор на омраза, но не класичен говор на омраза. По нашето укажување, електронскиот медиум кој се го емитуваше овој спот престана да го емитува спотот со спорната содржина. Советот за радиодифузија редовно ја следи програмата на медиумите, ја мониторираме таа на дневно ниво, така што ако се појават елементи на говор на омраза или повикување на одредена нетрпеливост, страстна, етничка, религиозна, веднаш реагираме. Тоа се сериозни прекршувања и ако се случат такви, ние може да изречеме и сериозни санкции. Но генерално медиумите во Македонија не тежнеат кон емитување на програма која што содржи говор на омраза. Иако се обединуваме, фрламе клетви, величаме забранети љубови и поттикнуваме негативни чувства, сепак песната е песна. Во предизборно време, токму дел од рефрените кои имавте можност да ги чуете, можеби ќе бидат поттик за ангажман на дел од естрадните изведувачи во предизборните каравани. Но едно е сигурно. Кога се пее за љубов, се пее за џабе, а за пари се пее од патриотски побуди. Исплатените хонорари да легнат на жиро сметка и регуларно да се плати данокот. Каква северна, северот да ги однесе, уđub далеку, што подалеку ги одвлече. Каква горна, горниот да им presudi, ова секогаш би